Добар ден, драги ученици, јас сум Милош Михайловски, професор во Основно училиште Браќа Милутиновци, Куманово, и денеска ќе ви презентирам за деформитетите на рабетниот стол и превентивни вежби. Кифоза. Тука имаме нормален рабетен стол и кифотично одржање со испакнатина во грбот. Кифоза или подгрбавеноста представува зголемување на кривината на рабетниот стол во сагителна рамнина со конвекситет кон назад во градниот дел. Меѓутоа може да се појави и на другите делови на рабетот. Нормален рабетен столб има физиолошка кривина од 20 до 30 степени, со врв на кривината во пределот на TX5. Кривината може ориентационо да се процени со висок и мерење на растојание на вратниот и ломбалниот лордотичен дел во сантиметри. Исто така се мери и во коп на профилната радиографска снимка на рабетот. Најмногу се уочува кога лицето се наоѓа во седечка положба и е проследена со свитканост на рамењата кон напред. Најчесто е последица на наглиот раз и неправилното седење кај деца кои имаат слаби стомачни и грбни мускули. Кај кифозата ослабени се стомачните мускули, скратени се градните и ослабени се и стегнати грбните мускули. Согласно со наведеното се спроведува адекватна корективна гимнастика при што се вклучуваат и вежбите за дишење. Кифотично лошо одржање функционален стадиум. Почетна положба легнати на стомак. Тука ќе прикажеме неколку вежби за кифотично лошо одржање. Значи, рацете се свиткани во лакти, позади глава на тилот поставени при што се крева главата кон назад. Комплекс вежби за кифотично одржање. Пример на комплекс вежби наменети за корекција на кифотично неправилно држање на телото. Со топка вежби со шведски сандук. Лордоза. Нормален рабетен столб и лордотичен рабетен столб. Лордотично држање на телото подразбира прекумерно закривување на рабетот во слабинскиот дел во сагитална рамнина со конвекситет кон напред. Овој тип на неправилно држање на телото подразбира инсуфијенција на абдоминалните мускули, поради што како последица доаѓа до скратување на длабоките грбни мускули во слабинскиот дел. Главна причина за ваквото држање на телото представува хипотоничната абдоминална мускулатура, меѓутоа и деформитетите на стапалата и на колената кои ги доведуваат нозете и карлицата во неправилна положба, што се компензира со нагласена кривина на рабетниот стол во слабинскиот дел. Деформитетот е лесно воочлив ако го поставиме детето во профил, ќе забележиме голем стомак, дури и кај послабите деца, што укажува на фактот дека стомачната мускулатура е многу слаба и стегната, а скратени се мускулите на долниот дел на грб. Ако при мерење на слабинската кривина е поголема од 4 до 5 см, се работи за лордотично држање. Најчесто не се обрнува многу внимание на овој деформитет и често не се лечи, но кога лицето станува возрасно, тоа представува слаба точка на која се појавуваат болки и дегенеративни заболувања. Лордотично неправилно држање функционален стадиум. Почетна положба е легнат на грб и свиткани нозе во колената. Значи, од почетна положба наизменично колената се подигнуваат што поблиску до градниот кош. Тука имаме втора позиција од кој од почетна положба без подпирање на рацете се подигнува главата кон градниот кош. Од почетна положба подигајќи ја главата и рамениот појас се истигнуваат рацете кон колената. Со подигнати стапала од подлогата, кружење со колената во едната па во другата страна. Од почетна положба одвоени стапалата од подлогата, двете колена заедно се приближуваат лево и десно кон едната и другата страна. Почетна положба со рацете на тилот ја подигаме главата и рамениот појас оддепувајќи ги лопатките од подлогата. Почетна положба со рацете на тилот, колената на десната нога се допира со лактот на левата рака, при што левото рамо се подигнува од подлогата, потоа левото колено и лактот на десната рака. На свиткани нозе во колената до испружување на подколениците. На испружени нозе напред и над крлицата, обидувајќи се крлицата што помалку да се поместува. Од почетна положба на колената подигнати до градниот кош, притоа крлицата така што колената да бидат над брадата, рацете испружени покрај телото. Подигнувајќи ја главата и рамениот појас и ротирајќи на едната па на другата страна. Пример на комплекс вежби наменети за корекција на лордотично неправилно држање на телото. Сколиоза. Лоши навики при седење поради несоодветен училишен и домашен инвентар.
Сколиоза представува деформитет на рабетниот стол во фронтална рамнина ако се работи за сколиотично држење и искривување се губат во претклон или во легната положба со испружени раце. Причина за настанување на инсуфијенција на едната страна и на мускулатурата на трупот постојат повеќе типови сколиотично држење. Тие може да бидат изражени во вратниот, градниот и слабинскиот дел на ребетот, а може да бидат и еднострани и двострани. Тоа е заболување на детската и адолесцентната возраст. Во текот на растот ребетот почнува безболно да се криви, со тенденција на влошување. Раната превенција, дијагноза и третман на текот на растот е многу важна, бидејќи со престанување на растот терапитските можности се многу мали. Сколиотично лошо држење на телото може да биде еднострано во вид на буква С, двојно кога ребетот е искривен на обете страни, како буква С, Д и многу ретко тројно, бидејќи надворешно е тешко забележливо, нема некои јасни и видливи знаци што претставуваат тешкотија за благовремено дијагностицирање. При воочување треба да се внимава на асиметричноста на телото. Тие асиметричности може да се воочат од предната и од задната страна на трупот, во фронтална рамена. Се гледат разликите во висината на рамењата, обично едното рамо е поспуштено и градниот кош е повеќе испакнат на едната страна. Висината на брадавиците и лопатките, скапулите. Овој деформитет, за разлика од другите кои причината е јасна, во најголем степен од непозната етиологија и представува потешкотија како ќе тече нејзиното напредување кое отежнува лечењето на прогнозирањето. Раното откривање на деформитетот е многу важно затоа што тогаш многу поголеми се шансите за успех во лечењето, бидејќи некогаш и покрај сите преземени меки и превентиви, како и адекватно лечење, остануваат трајни последици за мускулно-коскениот систем. Има повеќе видови на сколиози во зависност од локализацијата. Парцијална сколиоза, тотална сколиоза, компензаторна лева и десна, компензаторна десна и лева. Пример на комплекс се вежби наменети за превенција на сколиотично неправилно држење на телото. Пример на комплекс вежби наменети за корекција на сколиотично неправилно држење со помош на рипстол. Комплекс вежби наменети за корекција на сколиозата. Користена литература. Благодарам многу.